на Биби, Зази, Зина и планетата Земја. Здраво, другарчиња! Денеска ќе ви раскажам една приказна за Зази и Зина и за нивните доживувања на планетата Земја. Ним, како и на сите други што би дошли од некоја друга далечна планета, на Земјата се им беше непознато. Се им беше чудно. На момент им беше и смешно, но и страшно. Да. Тие требаше да научат како да се однесуваат. Особено сега, кога беа две. И тоа две мощни палави зазулчиња. А кој друг би ги научил како да се однесуваат и на што да внимаваат, ако не Биби и Боби? Се разбира. Леле, Зази, Зина, па каков е овој нерад? Навистина не е убаво да се растура, ниту пак да се земаат туги работи без прашање. Ама, вие не го знаевте ова, нели? Не ви се лутам, но еве, сега знаете и верувам дека нема да ви се повтори, нели? И така, Биби и Боби ги однесоа Зина и Зази на една подолга прошетка. Ајде да поиграме фудбал, а потоа ќе одиме да прошетаме. Зазулчиња полека. Ова не е баш фер, нели, Биби? Не, навистина не. Со топката треба да си играме сите заедно. Не е во ред да си играте вие сами и да не ни подавате на нас. Зази и Зина брзо научија многу работи за доброто однесување. Да ја одржуваат личната хигиена со секојдневно бањање и миење на рацете, лицето и на зъбите. Да се облакуваат во чисти алишта, да јадат пристојно и да ги споделуваат играчките и другите работи со другарчињата. Но набрзо излегоа надвор на улицата, а таму требаше да се внимава и на многу други работи. Зази, мораш да внимаваш. Мораш да внимаваш, да чекаш да се вклучи зелено. Еве гледај, сега е безбедно да се помине. Зази, кога нема пешачки премен, исто така мораш да бидеш многу внимателен. Да. Не беше баш лесно да ги научат сообраќајните правила, особено затоа што доаѓа од планетата Зас, која имаше многу поинаков сообраќај од оној на планетата Земја. Всушност, на планетата Зас воопшто немаше сообраќај, затоа што вселенските бродови си полетуваа и слетуваа од строго определени места. Таму немаше ни згради, туку само мали куќарки, а зазулчињата си живееа претежно во природа. И таму не беше загаден воздухот. Не. Сите ја чуваа природата и никој, ама баш никој не фрлаше ѓубре. Но, затоа кога дојдаа на игралиштето во паркот, имаа што да видат. Паркот беше полн со ѓубре. Ужас! Некој многу невоспитан фрлал ѓубре во паркот. Како? Не му е срам? Мора да откриеме кој е и да му кажеме дека не смее да го прави ова. Ајде, другарчиња, ајде да го собереме ѓубрето. Сакате? Видиш што прават? Собираат ѓубре. Глупави едни. Слушај, другарче, не е убаво да се фрла ѓубре надвор од кантата за отпадоци, ниту пак да се навредуваат другите со зборови како глупав. Глупава. Еј, види го безобразен. Веднаш да се извиниш за ова што го кажа.
Гледаш ли што се случува кога не си добар со другите деца? Колку беше неубаво тоа. Иако потоа момчето свати дека сгрешило, па им се извини на сите. А Зази и Зина научија дека не е во ред да бидеш злобен со другите, или да ги навредуваш, или пак да ги удираш. Не, а ако некому му направиш нешто лошо, ако му скршиш нешто или ако го повредиш, потоа треба да му се извиниш. Да, токму така. Тој ден Зази и Зина научија многу работи. Не им се допадна што планетата Земја, иако беше убава, сепак имаше сложен сообраќај, имаше голем метеж во градот, луѓето беа некогаш чудни, а и имаше многу врева. На планетата Заз беше многу помирно и беше прекрасно. Малку беа тажни од им и не достигаше тоа што го имаа на планетата Заз. Биби и Боби забележаа дека зазулчињата се тажни. А бидејќи беа многу умни деца, веднаш сватија во што е проблемот. Решија следното утро да им приредат едно изненадување. Да ги однесат на кампување во волшебната шума. Јеј! Колку беа срекни зазулчињата. Волшебната шума ги потсетуваше на планетата Заз. Беше чиста и незагадена, многу безбедна. Па во неа се чувствуваа слободни како птици. Таму останаа дури 2 дена, па научија и што значи да бидеш извидник. Да палиш оган, сам да си подготвиш јадење и многу други извиднички работи. Довидување, другарчиња! Што биби на мама ја дава. Жолта или зелена, розова или црвена, сина портокалова, сива и кафеава, дај и виолетова, бела, црна имам јас, светот шарен да биде, ајде да го поиме. Зази, врати ми од четката. Биби и Боби ги учат најмалите.
буквата М. Здраво, здраво друштво! Денеска ќе ја учиме буквата М. Погледнете ги големата и малата буква. А сега да видиме како се пишуваат. Големата буква М се пишува вака. А и малата буква М се пишува вака, односно на ист начин. Биби, ајде сега мајсторот Боби да ти покаже како се игра на буква. О, повели маестро! Значи, другарчиња, погодуваме предмети, појави, животни, растенија и имиња на буквата М. Јас ги знам, како и секогаш, сите животни на М. Мечка. Мачка. Мяу, 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 мяу. Мајмун. Мисирка. И магаре. Јеперипи. Боби, тоа не е баш се на буквата М, знаеш, така? Мислам дека ги кажав сите животни на М. Па не баш. Ги заборави, например, инсектите. Мува, мравка и молец. А заборави една птица. Ау, мршојадец. Ха! Знаеш дека сум чул за една вештарка што има ваква птица? Ау, се надевам дека тоа не е нашата вештарка. Па, мислам дека не, но кој знае, кој знае. Хео. Што е следно, Биби? Следни се растенијата. Например, овошје и зеленчук. Морков, малина, мандарина, мушмула, маслинка, модар патлиџан, А и цвеќења и други растенија. Маргаритка, момина солза, макдонос, Добро, што знаеме друго на буквата М? молив, како мојот волшебен молив. Јеперепи! И млеко и мед. Добро, полека. Ајде сега да погодуваме каде во зборовите што ги означуваат нештата на сликата ја има буквата М. На почетокот на зборот, каде во средината од зборот и каде на крајот од зборот. Ова не е баш и лесно. Но добро, ќе се потрудам. На почетокот од зборот, буквата М ја има во маса, во медуза, во месечина и во мајка. М, многу точно. На средината од зборот ја има во змија, домат и замок. На крајот од зборот ја има во осум и во џам. Џам. Да, џам е стакло или стакло на прозорец. О, Биби, ти си навистина мудра. А ти си мощна мил. Благодарам. Туку, другарчиња, дојдовме до крајот на ова видео. Гледајте не повторно во следното видео Биби и Боби ги учат најмалите, во кое ќе ја учиме буквата Н. Како синото небо, како нежен бел облак, како насмевка. Довидување, другарчиња! Светот на Биби! Рецептите на мама Ана, Биби, Боби и тато Тино за деца и родители. Виножитни палачинки. Здраво деца и родители, баби и дедовци, тетки и чичковци, а и постари браќа и сестри. Добре дојдовте во првата епизода од нашето домашно готвачко шоу, каде што сите заедно, ние родителите и тие децата, ќе правиме интересни и едноставни рецепти и ќе се забавуваме. Мамо, а дали тоа значи дека и ние можеме да готвиме со тебе?
Секако, Биби. Овие рецепти се измислени токму за тоа. Јас сакам да матам, јас те молам, тетка Ана, дај ми ја мене маталката, може? Секако, Боби, ти ќе матиш. Чекајте малку. А што ќе правиме денеска? Ќе правиме палачинки во боите на виножитото. Ням. Виножитни палачинки. Но, чекајте, а зошто тогаш имаме спанаќ? И цвекло? Сега ќе видите. За почеток, во садот за матење на Боби ќе скршиме 2 јајца. Биби, повели ти. Ете така. А потоа ќе матиме. Хајде, Боби. Јеперепи! Добро, полека. Јајцата се изматени. Сега да дополниме со други состојки, Биби. Во изматените јајца ставаме малку сол. Ајде, Биби. Така. Млеко. Ние во случајов користиме млеко од овес, но може да се стави и обично млеко или каква било друга замена. А потоа и брашното и прашокот за печиво. Јас користам брашно од овес, но може да се користи какво сакате. Ете така. Сега, Боби мати полека. Малку ми стана здодевно ова матењево. Биби, сакаш да се смениме? Не грижи се, Боби, сега матењето ќе го префрлиме во блендер. Само да го поделиме тестото на 3 дела. Тетка Ана, зошто не матевме од почеток со блендер, а? Па затоа што јас многу сакам самата да матам со маталка. Па добро. И јас сакам многу да матам, да. Но сега веќе ми здодеа, затоа. Значи, тестото или смесата што ја измативме претходно ја делиме во 3 сада. Прво, ќе ги правиме розовите палачинки. За нив треба да земеме цвекло, кое претходно е сварено и изладено. Подај ми го цвеклото, Боби. Пак јас? Добро. Еве сега, еве го. Ќе ги пасираме во блендер додека не добиеме пире од цвекло. Потоа го пасираме заедно со тестото и... Розово тесто! За девојчиња. Ајде, јас да го правам зеленото. Тие се прават на ист начин, само што прво во блендерот ставаме спанаќ, го пасираме, а потоа го додаваме тестото. Ајде, Биби. Ете така! Зелено како за бестрашни и силни момчиња. Мама, а жолтите палачинки? За жолтите палачинки само додаваме во тестото половина лажича од жолтиот зачин, кој се вика турмерик. И потоа третина лажича од кафеавиот, кој се вика цимат. Најубаво мириса на целиот свет. А сега ќе правиме палачинки? Па секако, сега одиме кај шпоретот. Ќе земеме 1 тава за палачинки и во неа ќе ставиме малку масло. Јас ставам кокосово масло, но може и путер или обично масло. Ајде сега полека да ставиме од тестото. Ставаме со голема лажица по малку. Не сакаме палачинките да бидат преголеми. Се печат на тивок или среден оган 3 до 4 минути од едната страна. А сега да ги завртиме. Оставете го мајсторот Боби да ги заврти. Јеперепи! Нашите палачинки ги служиме со мед и малку овошје, но може да се комбинираат со се што ќе посакате. Тоа беа нашите виножитни палачинки, а ние се гледаме повторно во рецептите на мама Ана, Биби, Боби и тато Тино за деца и родители. Довидување, другарчиња и родители! Довидување! А сега да јадеме! 2 јајца, малку сол, 200 мл млеко или млеко од овес, бадем, соја, 200 грама брашно или брашно од овес или спелта, 2 лажици прашок за печиво. За розовите палачинки 1 цвекло, претходно сварено и изладено, околу 60 грама. За зелените палачинки 40 грама млад спанаќ,
За жолтите палачинки, половина лажиче турмерик и третина лажиче цимет. Добар апетит!